Се извинувам за прекина, да продолжиме со работа. По втората точка од дневниот ред. Одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Прилеп, единица на локална самоуправа општина Прилеп за 2022 година. Пред да отворам претрес, ја повикувам претседателката на Комисијата за финансирање и буџет, госпоđа Ирена Стеревска-Локвенец, да го поднесе извештајот по однос на оваа точка. Повелете, госпоđа Стеревска-Локвенец. Благодарам, председателе. Комисијата за финансирање и буџет на општина Прилеп на ден 30.11 одржа седница на која што беше разгледана на дневен ред и предлог одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Прилеп за 2022 година. На оваа седница беше присутен и предлагачот на оваа точка, кој што на самата седница достави измена и дополнување и како комисија разгледавме оваа предлог одлука со измената за распоредот на средствата на буџетот на општина Прилеп, која што беше опфатено до обезбедување на средства за исплата на 13-та плата на вработените во општина Прилеп и советниците кои што членуваме во оваа комисија ја изгласавме со 4 гласови за и 1 воздржан. Предлагаме како таква да биде усвоена од Советот. Благодарам. Благодарам. Отворам претрес по однос на оваа точка, дали некој се јавува за збор? Поверете, господин Китановски. Почитувам председател на совет, почитувани советници. На вчерашната седница на комисијата за финансирање и буџет и разгледавме оваа предлог одлука. Повторно, копи-паста е иста и како и претходната одлука. Повторно се алоцираат средства од капиталните инвестиции, повторно се намалуваат средства, конкретно еве со оваа одлука се намалуваат средства кои беа планирани со буџетот на износ од 5.450.000 денари. Овие средства беа предвидени во програмата за изградба и реконструкција на локални патишта, конкретно за изградба конто 428-120, изградба на улици, патишта и автопати. Значи, ништо од реконструкција на улици и патишта конкретно оваа година не видовме во нашиот град. Во цела оваа година реконструирани се не повеќе од 2 километри асфалтни улици. Тоа е жалосно. Друго, повторно со оваа одлука се зголемува износот за субвенции на јавните комунални предпријатија за 8.200.000 денари. До кога ова не знам. Цената на комуналните услуги беше зголемена. Не знам која е потребата повторно јавните комунални предпријатија, конкретно еве ако се овие за комуналец, да добива повторно субвенцiju на износ од 8.200.000 денари. Во делот на капиталните инвестиции, значи како што напоменав, од овие средства се крати, а еве че ја поздравам еве одлуката што прв пат е предвидено после потпишувањето на колективниот договор во месец декември да се исплати оној надоместок кој што му следува на вработените по тој колективен договор во општината. Но би го поставил и прашањето до раководителот на одделението за финансии или во моментов еве градоначалников не е тука. Зошто тој колективен договор не го применува и во делот на платите за постоечките вработени во општинската администрација. Со оглед на тоа што еве сте успеале да обезбедите 6.700.000 денари за исплата на оваа 13-та плата, која што е предвидена со оваа предлог одлука.
Од тие болови и причини, јас како советник и советничката група ќе гласаме воздржани за одлука, а ме интересира конкретно раководителот на одделението или секторот за финансии да ми одговори околу примената на колективниот договор кој е потпишан од декември во делот на платите. Ви благодарам. Ви благодарам. Поведете, господин Звездаковски. Почитуван председателе, почитувани советници, почитувани присутни на денешнава седница. Пред вас е на разгледување измената на распореда на средствата во буџетот на општина Прилеп за 2022 година. Со оваа измена предмет на прераспоредување се средства во вкупен износ од 21.850.000 денари, од кои што 13.650.000 во основен буџет и 8.200.000 во буџетот од дотации. Во делот на основниот буџет вршиме реалокација на средства во износ од 8.200.000 денари, кои што со ребалансот ги предвидовме, ги наменивме за потрошена електрична енергија. Имајќи го предвид дека на една од последните седмици, кога се носеше ребалансот на буџетот, се носеше и измени во програмата за субвенционирање на јавните комунални предпријатија, во кој што констатиравме дека активностите кои што ќе ги има Енергоприлеп за сметка на општина Прилеп, снабдување со електрична енергија за потребите на јавното осветлување, кажавме бидејќи немаме релевантни податоци, во наредниот период со одлука за пренамена во делот на субвенции ќе се поддржи финансиски јавното предпријатие со цел да исплати набавената електрична енергија за потребите на јавното осветлување. Имајќи го предвид договорот што го потпиша Енергоприлеп со Евана како универзален снабдувач на регулираниот пазар, имавме една поволна околност, среќна околност за општинава, што Евана, наместо да не снабдува од 1 ноември со струја за уличното, почна да не снабдува од 1 октомври. Од 1 октомвриската фактура дојде во износ од 3.604.000 денари, односно значително помало, за некои си 50% во споредба со претходниот месец, кога снабдувач ни беше фирма избрана по договор за јавна набавка. Имајќи ги во предвид крајот на буџетската година и проекциите што ги направив со директорот на јавното предпријатие врз основа на потрошената електрична енергија за јавно осветлување за минатата година, потребни се средства за месец ноември во износ од 4.400.000 денари. Значи, вкупното побарување предвидено за потребите на потрошената електрична енергија се 8.200.000 денари. Овие пари ги пренаменуваме од средствата што беа испланирани за електрична енергија. Значи, тие се строго наменски средства, само ги префрламе од поставка во поставка согласно на програмата за субвенционирање. Додека останатите средства се врши реалокација на 5.350.000 денари со цел да се исплати 13-та плата до крајот на буџетскава година на вработените во општинската администрација и вработените во пожарната. При тоа, потребните средства за исплата на 13-та плата, вкупните потребни средства се 6.570.180 денари, од кои што за општинската администрација потребни се бруто средства во износ од 5.240.180 и за пожарната 1.619.692. Имајќи во предвид дека слободни парични средства во општинската администрација има 1.650.000, а во противпожарна заштита 360.000 денари, овој момент вршиме измени, пренамени за средствата од 5.350.000 денари. При тоа, оваа одлука
Со одлука реалоцираме на средства во износ од 100.000 денари, дојдени се два предмети за одземен имот, експроприација на одземен имот, кој што треба да се исплати до крајот на годинава, имајќи во предвид дека овие средства ги реалоциравме со ребалансот на буџетот. Што се однесува на кратење на капиталните расходи од програмата изградба реконструкција на локални патишта и улици, можам да ви кажам следното. По однос на договори за јавни набавки од програмата реконструкција на локални патишта и улици, општина Прилеп во овој момент има обврски кон добавувачот Жикол од 1.081.000 денари и кон добавувачот изолација по договор очекуваме ситуација до крајот на годината во износ од 5 милиони денари. Значи потребни средства до крајот на оваа година во таа програма се 6 милиони, нешто над 6 милиони, 6 милиони 100.000 денари. Во таа програма имавме средства слободни до крајот на годинава и најдовме начин како да ги да исплатиме, да најдеме средства да исплатиме 13-та плата. Така да воопшто до крајот на годината не можеше општина Прилеп, немаше договор за работи кои што би предизвикале дополнителни расходи, капитални расходи, кои што ние би ги направиле на штета на капиталните расходи. Друга работа, прашањето. Зошто колективниот договор не се спроведува во делот на платите? Јас последната информација што имам, јас поделив и вчера со вас на комисија, кажав дека градоначалникот со синдикатот ќе договори усогласување на плати во наредниот период што следи. Временски не можам тога да го ограничам, меѓутоа очигледно дека усогласувањето ќе оди на терет на буџетот од 2023 година, односно ќе исплатите и усогласувањата ќе бидат од идниот буџет. Во делот на измените од буџетот од дотации, до 25 ноември основното средното образование имаше слободни неискористени средства во категоријата 421 комунални услуги, комуникација и транспорт од некаде цирка 20 на милиони денари. Имајќи во пред дека преземените обврски за превозни услуги во образованието веќе ги надмина алоцираните средства на буџетската ставка, а со цел рационално користење на буџетските средства, вршиме реалокација на средствата од електрична енергија и течни горива и реконструкција на објекти, беше предвидена реконструкција на објекти во склопот на гимназијата, меѓутоа одобрението стасува на крајот на годинава, така да таа реконструкција нема да се случи оваа година. Вршиме реалоцирање на 7 милиони и 200.000 денари средства кои што ги наменуваме за превозни услуги во образованието со цел средните училишта преземените обврски за превозни услуги да ги исплатат во целост, заклучно со фактурите за месец ноември. По барање на единката корисник на буџетот, детски градинки, вршиме пренамена во износ од 1 милион денари од ставката изградба на капацитети во енергетиката на основни плати и други вработени 720.000 денари и основни придонеси за ПИОМ од 280.000 денари. Вака предложените измени ви ги ставам на разгледување и усвојување. И благодарам. Дали некој друг се јавува за збор по однос на оваа точка? Бидејќи никој не се јавува за збор, ги молам членовите на Советот да се изјаснат. Кој е за усвојање на одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Прилеп, единица на локална самоуправа општина Прилеп за 2022 година? Дали е некој против? Воздржани? Констатирам дека со 15 гласови за и 12 гласови воздржан, одлуката е усвоена.
По третата точка од дневниот ред, заклучок за набавка на садници за хортикултурно уредување на површини во општина Прилеп. Пред да отворам претрес, ја повикувам претседателка на Комисијата за финансирање и буџет, госпоѓа Ирина Стериовска-Локвенец, да го поднесе извештајот по однос на оваа точка. Повелете, госпоѓо Стериовска-Локвенец. Комисијата за финансирање и буџет на дневен ред ја разгледа и како дополнителна точка предлог одлука за набавка на садници за хортикултурно уредување на површини во општина Прилеп. Како предлагач на оваа точка се беше претседателот на Совет Дејан Продановски. Станува збор за набавка на садници во износ од 30.000 денари кои што ќе ги се обезбедат преку општина Прилеп, и како советници во составот на комисијата едногласно освоивме оваа предлог одлука и предлагаме да се усвои денес на совет. Ви благодарам. Отворам претрес по однос на оваа точка. Дали некој се јавува за збор? Ќе си земам право јас за збор за дополнително да образложам однос на точка. Почитувани колеги, советници, почитувани гости, зборувавме и на ниво на координатори на советнички групи дека е добро да направиме еден ваков гест кој што иницијатор би бил Советот на општина Прилеп, затоа си ја зедов јас врската или улогата да на некој начин да почнам во организација за набавка на садниците. Се преговара со Македонски шуми за обезбедување на 4000 садници кои што би се засадиле на патего околу депонијата, со што и како советници сите без исклучок застануваме за да идејата за почисти поубав Прилеп. Веќе разговарав со раководството овде на локалната единица на Македонски шуми, теренот е припремен, садниците се обезбедени, треба да се префрли пренос на средствата и заедно со советниците во Советот да се договориме околу термини, да се направи една акција за да се зашуми, односно да се пошуми тој дел од нашиот град, и ќе биде тоа обзнането на пошироката јавност, кој што сака би можел секој да учествува во тоа. Ви благодарам. Повелете за збор, господине Костовски. Ви благодарам, председателе. Ја поддржуваме ова навистина добра иницијатива што ја предлагате и во иднина би поддржале нешто и слично вака. Само со едно надополнување, наместо овие во иднина да ги купуваме овие садници, да се произведуваат во Комуналец. Неколку пати апелираме да се врати старата пракса каде што Комуналец произведуваше и цветен насад и дрвја, и затоа би можеле сите да се заложиме да се најде некаков начин, сили да се врати таа пракса на Комуналец за производство на садници. Ви благодарам. Ви благодарам. Тука се представниците, сигурно ја слушнаа нашата сугестија и ќе изреагира. Дали некој друг се јавува за збор по однос на оваа точка? Бидејќи никој не се јавува за збор, ги молам членовите на Советот да се изјаснат. Кој е за усвојување на заклучок за набавка на садници за хортикултурно уредување на површини во општина Прилеп? Констатирам дека заклучокот е едногласно усвоен. По четвртата, петтата и шестата точка од дневниот ред, одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на цена за снабдување со вода за пиење на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп за регулиран период започнувајќи од месец декември 2022 и цела 2023 година, број 02/255/2 од 30.11.2022 година. Одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на цена за собирање и одведување на урбани отпадни води на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп за регулиран период започнувајќи од месец декември 2022 и 2023 година, број 02/255/2/1 од 30.11.2022 година, и одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на цена за пречистување на отпадни води на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп за регулиран период започнувајќи од месец декември 2022
и 2023 година, број 02/255, низ 2/2 од 30.11.2022 година, пред да отворам претрес, ја повикувам председателка на Комисијата за финансирање и буџет, госпоѓа Ирена Стариевска-Локвенец, да го поднесе извештајот по однос на овие точки. Повелете, госпоѓо Стариевска-Локвенец. Благодарам, председателе. Со оглед на тоа што пред стартот на денешната седница стигнаа материјали до нас, советниците, за одлуки кои што се донесени од јавното комунално предпријатие Водовод и канализација. Денес, пред самиот старт на седницата на Советот, имавме продолжение на Комисијата за финансирање и буџет, која што беше одржана во минатиот ден, и на дневен ред ги ставевме овие предлог одлуки за менување на цените на од јавното комунално предпријатие Водовод и канализација. Впрочем, ги разгледавме предлог одлуката за давање согласност на одлуката за утврдување на цена за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на јавно комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп за регулиран период започнувајќи од месец декември 2022 до 2023 година со број 02-255/2 од 30.11.2022 година. Втора предлог одлука која што разгледавме беше одлука за давање на согласност на одлуката за утврдување на цена за собирање и одведување на урбани отпадни води на јавно комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп за регулиран период започнувајќи од месец декември 2022 до 2023 година со број 02-255/2-1 од 30.11.2022 година. Трета предлог одлука која што разгледавме на комисијата беше за давање согласност на одлуката за утврдување на цена за прочистување на отпадни води на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп за регулиран период започнувајќи од месец декември 2022-2023 година со број 02-255/2-2 од 30.11.2022 година. Сакам да потенцирам дека на вчерашната седница на Комисијата за финансирање и буџет, како комисија донесовме еден заклучок во иднина да не разгледуваме одлуки дополнителни, одлуки кои што имаат поголема тежина и кои што бараат дополнителни анализи од страна на сите нас советниците, но еве денеска во интерес на граѓаните сметаме дека има оправданост за дополнување на дневниот ред и ставање денеска да ги разгледаме како совет. Како комисија предлагаме со 5 гласови за да се усвојат овие предлог одлуки. Благодарам. Ви благодарам. Отварам претрес по однос на овие точки. Дали некој се јавува за збор? Повелете, господин Ѓорѓиевски. Почитуван председател на Совет, почитувани колеги советници, почитувани гости, почитувани присутни. Најпрво сакам да ја поздравам што ја прифативте иницијативата на членот на Управниот одбор на Водовод и канализација од СДСМ Филип Поповски, кој што веднаш по објавувањето на мерката од страна на владата за намалување на цената, на субвенционирање на цената на електрична енергија за јавните комунални предпријатија кои што работат со одведување на урбани отпадни води, поднесовме барање за намалување на цената и убаво што Управниот одбор на Водовод и канализација се одважи и ја донесе таа одлука. Она кое што беше ветено, за кое што многу пати јам зборувано од оваа говорница, беше намалување на цената на водата уште лани во октомври месец, каде што тогаш кандидатот за градоначалник Борче Овчевски даде ветување пред прилепчани дека исто ќе се случи. Неколку пати од оваа говорница имам поставено советничко прашање, но и на точки на Водовод имаме разговарано, каде што на секој одговорот беше ист, односно дека заради зголемувањето на електричната енергија за јавните комунални предпријатија, односно заради зголемување на електрична енергија на слободниот пазар, не е возможно во моментот да се намали цената на водата. Сега да направиме на компарација и да установиме дека сега може да се намали цената на водата, односно дека сега е најповолен период, односно додека трае ова субвенционирана струја од страна на владата до 30.4.2023 година, можеме исто да го направиме најпрво Управниот одбор на Водовод и канализација, а потоа и ние како совет на општина Прилеп.
Пресконференцијата на тогаш кандидатот за градоначалник доктор Борче Јовчевски беше дадена на ден 9.10.2021 година, кога на тој ден цената на електричната енергија на слободниот пазар била 172 евра за мегават час, или, ако зајмиме како еден просек за месец октомври, 197 евра била просечната цена на електричната енергија за месец октомври 2021 година. Од денеска, па се до 34.2023 година, јавните комунални предпријатија за одведување на урбани отпадни води ќе добиваат субвенционирана сметка за струја од 95 евра по мегават час, односно двојно помалце од она пред една година, односно за октомври месец 2021 година. Во проектот кој што градоначалникот Борче Јовчевски го нарече реално остварливо, вика дека со тим на стручни лица направиле анализа со која што може да се намали цената на водата за граѓаните на општина Прилеп. Доколку таа анализа ја направиле на 190 евра по мегават час струја за јавните комунални предпријатија, денеска со 95 евра мегават час за јавните комунални предпријатија, таа сметка за вода може далеко повеќе да се намали. Така, уште еднаш го повикувам градоначалникот, го повикувам и управниот одбор на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација да се одважи реално да ја намали сметката за вода за граѓаните на општина Прилеп, а не само популистички да ја врати на она цена која што беше до пред 22.9.2022 година. Исто така сакам да прашам и представниците на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација околу спроведувањето на колективниот договор и дали во моментов во јавното комунално предпријатие Водовод и канализација има штрајк. Ви благодарам. Ви благодарам. Повелете со одговор јавното комунално предпријатие. Добар ден на сите. На делот советникот на прашањето на првото не бев повикан јас, не знам дали ќе бидам погрешно сватен, малце да помогнам или да образложам, а за второто прашање ќе ви одговорам лично. Се тоа што кажавте околу зголемувањето на струјата е точно, но не треба да се заборави, денес на комисијата го кажав пред представникот, пред сите, мислам, во комисијата. Цело време зборуваме за струјата, точно е, но треба реално, вистински, да бидеме реални еднаш, да сватиме дека во јавното комунално предпријатие и општо од ноември 2021 година до ноември оваа година, дека не е само електричната енергија. Значи, околу предлогот или предизборното обетување неколку пати е разговарано, но за жал, ќе повторам втор пат, Александарова ќе го слушни втор пат, покачени се други работи. Например, неколку најбитни работи што не беа предвидени тогаш. Например, горивата, реагенсите, материјалите, и се друго знаеме и реално треба да бидеме реални овдека дека стварно цените од ноември 2021 до овој момент се покачени. Кога ја зголемувавме цената, јас прв кажав овдека доколку после 10 месеци моје барање дека стварно треба во сите јавни комунални предпријатија владава да излези во пресрет, на пресконференција беше кажано не треба да се бара од владата, но на крај испадна дека стварно треба да помогне владата. Помогна, јас тогаш кажав дека ќе ја вратиме, обети и председателов на совет и градоначалнико, и тоа се направи денеска. Но за ова второто, дека ние треба се уште да ја намалиме, не можеме. Значи, во неврзани или неофицијални разговори и денеска и сите и овие претходни денови со сите вас разговаравме и реално треба да ги гледаме работите. Не беше само електричната енергија. Електричната енергија, да, беше единствениот најголем фактор, но не треба да ги занемариме и овие други поскапувања што ги имаше во оваа една година. За второто прашање, штрајк конкретно, директно да одговорам, нема. После седмицата на управниот, каде што се донесе оваа одлука сега што ќе ја изгласате, председателот на управниот со председателот
на синдикатот на ЈКП Водовод се направија дополнителни разговори со представниците од ЈКП Водовод од финансии, се разгледува можноста и реално да бидеме реални еднаш, дека во ова јавно комунално предпријатие до овој момент само разгледувавме можност. И знаете дека во месец имавме пари само да дадеме плата и да платиме струја и студенти за приближно 2 милиони денари, други никакви средства немавме, само се задолжувавме и вие тоа добро го знаете и го признавате дека е така. И до овој момент тие конкретни за линеарно зголемување од 2806 денари само како предлози ги посматравме, ги разгледувавме со сите други јавни комунални предпријатија кои што само неколку на број го имаат нешто во направено. Преговорите се надевам дека и начинот на кој што треба, бидејќи не е добро прецизиран, ќе го најдеме најдобриот и најправилниот начин за нештото да се реализира. Не можеме да кажеме дали ќе биде за 3 или 13 или 23 дена, но се разгледуваат сите варијанти, најдобро да се направи нештото за сите вработени во јавното комунално предпријатие. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор по однос на овие точки? Бидејќи никој не се јавува за збор, ги молам членовите на Советот да се изјаснат. Кој е за усвојување на одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на цена за водоснабдување со вода за пиење или водоснабдување на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп за регулиран период, започнувајќи од месец декември 2022 година и 2023 година, број 02/255/2 од 30.11.2022 година. Констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. Кој е за усвојување на одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на цена за собирање и одведување на урбани и отпадни води на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп за регулиран период започнувајќи од месец декември 2022 и 2023 година, број 02/255/2/1 од 30.11.2022 година. Констатирам дека и оваа одлука е едногласно усвоена. И кој е за усвојување на одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на цена за прочистување на отпадни води на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп за регулиран период започнувајќи од месец декември 2022 и 2023 година, број 02/255/2/2 од 30.11.2022 година. Констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. По точките. Са си замена си. По точките од 7 до 13 точка од дневниот ред. Одлука за усвојување на финансиски план на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп за 2023 година. Одлука за усвојување на програма за инвестиции во јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп за 2023 година. Одлука за усвојување на програма за управување со отпад на територијата на општина Прилеп за 2023 година. Одлука за усвојување на програма за одржување на јавна чистота на територија на општина Прилеп за 2023 година. Одлука за усвојување на програма за одржување и користење на паркови, зеленило, парк, шуми и рекреативни површини и програма за подигање и одржување на зеленило за 2023 година. Одлука за усвојување на програма за работа и одржување на градските гробишта и капела за 2023 година и одлука за усвојување на програма за работа на прифатилиште за бездомни куќиња за 2023 година. Пред да отворам претрес, ја повикувам претседателка на Комисијата за финансирање и буџет госпоѓа Ирена Стариевска-Локвенец и господин Зоран Јанкуловски, претседател на Комисијата за урбанизам и заштита на животна средина, да поднесат извештајот по однос на овие точки. Повелете, госпоѓа Стариевска-Локвенец. Комисијата за финансирање и буџет разгледа две точки од ова јавно комунално предпријатие Комуналец. Поедно тоа беа предлог одлука за усвојување на финансиски план на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп за 2023 година, како и предлог одлуката за усвојување на програма за инвестиции во јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп за 2023 година. На комисијата беа присутни представници на ова комунално предпријатие, исто така и директорот, на кој што отворивме навистина интересни дебати и дискусии во однос на овие точки и предлагаме денеска до Советот да се усвојат истите 104 гласови за и 1 против. Благодарам. Ми благодарам. Повелете, господин Јанкуловски.
Почитуван председател на Совет, почитувани колеги советници, почитувани присутни. Комисијата за урбанизам и заштита на животна средина на ден 29 и 30 одржа седница со следниот дневен ред. Предлог одлука за освојување на програма за управување со отпад на територијата на општина Прилеп за 2023 година. Предлог одлука за освојување на програма за одржување на јавна чистота на територијата на општина Прилеп за 2023 година. Предлог одлука за усвојување на програма за одржување и користење на паркови, зеленило, парк, шуми и рекреативни површини и програма за подигање и одржување на зеленило за 2023 година. Предлог одлука за усвојување на програма за работа и одржување на градските гробишта и капела за 2023 година. Предлог одлука за усвојување на програма за работа на прифатилиште за бездомни куќиња за 2023 година. Точките од 1 до 5 беа изгласани со 3 гласа за и на Советот му предлагаме да се усвојат по предложениот текст. Благодарам. Ви благодарам за извештајот. Отворам претрес по однос на овие точки. Дали некој се јавува за збор? Поведете, господин Герамичевски. Почитуван председателе, почитувани колеги советници, почитувана јавност. Доколку се обезбедат планираните финансиски средства и доволно стручен кадар, кој може професионално да одговори на предвидените активности, се согласувам со скоро се што е наведено во програмата за работа на прифатилиштето за бездомни куќиња за 2023 година. Во точка 2, меѓу другото во програмата, една од главните цели е намалување на трошоците за плаќање на одштета на граѓани каснати од куќиња скитници. Сметам дека наведените мерки, предвидени активности во програмата за остварување на оваа цел не се доволни, односно повеќе се паушални и формални, бидејќи ниту една од нив не представува новина, а во пракса не дала никаков резултат, ами баш напротив, статистиката и бројките говорат дека ваквите појави и предмети се во значителен пораст. Нема да се задржам на критикување на вашата безидејност, ами имам за цел да понудам правно издржани решенија кои можат да го заштедат општинскиот буџет. Прво, за да го спречиме големиот одлив на средства за обештетување на граѓаните каснати од куќе скитник, има законска можност целата постапка да се отстапи на осигурителна компанија која може да се обезбеди преку јавна набавка. Со донесување на ваква одлука, сите штетни настани од оваа природа, општината може да ги пријавува во избраната осигурителна компанија, која во зависност од полисата, делумно или во целост, може да ги покрива трошоците кои се неминовни во ваквите постапки, што во секој случај ќе се одрази позитивно на општинскиот буџет, особено доколку се има во предвид големиот број на вакви случаи. Како друга опција предлагам да се разгледа и можноста за формирање на комисија која ќе одлучува за начинот и исплатата на штетите предизвикани од куќиња скитници, преку донесување на правилник со кој градоначалникот ќе го уреди начинот и постапката за склучување на спогодби со граѓаните. Донесување на ваков акт на градоначалникот му овозможува членот 50 од Законот за локална самоуправа. Апелирам до градоначалникот да ги прифати овие добронамерни совети и час поскоро да превземе конкретно действие кое ќе представува долгорочно решение со кое правно ќе ги заштитиме и заштедиме и општината и јавното комунално предпријатие од трошоци по овој основ. А воедно ќе им помогнеме и на оштетените граѓани преку поедноставување на постапката полесно да ги остваруваат нивните права како оштетени. Доколку некоја од предложените мерки дополнително се разгледува, за секое прашање и консултација околу имплементацијата на истите стојам на располагање. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг се јавува за збор по однос на овие точки? Бидејќи никој не се јавува за збор, ги молам членовите на Советот да се изјаснат. Кој е за усвојување на одлука за усвојување на финансиски план на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп за 2023 година? Дали е некој против?
Воздржани? Констатирам дека со 15 гласови за и 9 гласови воздржан одлуката е усвоена. Кој е за усвојување на одлука за усвојување на програма за инвестиции во јавното комунално претпријатие Комуналец Прилеп за 2023 година? Констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. Кој е за усвојување на одлука за усвојување на програмата за управување со отпад на територија на општина Прилеп за 2023 година? Констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. Кој е за усвојување на одлука за усвојување на програмата за одржување на јавна чистота на територијата на општина Прилеп за 2023 година? Констатирам дека и ова одлука е едногласно усвоена. Кој е за усвојување на одлука за усвојување на програма за одржување и користење на паркови, зеленило, парк шуми и рекреативни површини и програма за подигање и одржување на зеленило за 2023 година? Констатирам дека и ова одлука е едногласно усвоена. Кој е за усвојување на одлука за усвојување на програма за работа и одржување на градски гробишта и капела за 2023 година? Констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. Кој е за усвојување на одлука за усвојување на програма за работа на прифатилиште за бездомни куќиња за 2023 година? Констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. По 15-та точка од дневниот ред. Правилник за доделување на награди за талентирани и наградени ученици во основните и средните училишта во општина Прилеп. Пред да отворам претрес, го повикувам председателот на Комисијата за општествени дејности и заштита на правата на децата, господин Кири Јановски, да го поднесе извештајот по однос на оваа точка. Повелете, господин Јановски. Почитувани колеги, почитуван председател, Комисијата за општествени дејности и заштита на правата на децата при Советот на општина Прилеп на ден 17.11.2022, четврток со почеток од 14 часот во Зелената сала општина Прилеп одржа седница со следниот предлог на дневен ред. Предлог правилник за доделување награди на талентирани наградени ученици од основните и средните училишта во општина Прилеп. Комисијата за општествени дејности и заштита на правата на децата едногласно со 4 гласа се изјасни за освојување на оваа точка и на сите членови од Советот им предлагаме истината да биде прифатена во предложениот текст. Благодарам. Ви благодарам за извештајот. Отварам претрес. Дали некој се јавува за збор по однос на оваа точка? Бидејќи никој не се јавува за збор, ги молам членовите на Советот да се изјаснат. Кој е за усвојување на правилник за доделување на награди за талентирани и наградени ученици во основните и средните училишта во општина Прилеп? Констатирам дека правилникот е едногласно усвоен. По 16-та точка од дневниот ред. Одлука за кофинансирање на проект за изградба на таложник на колекторски систем во пречистителната станица за отпадни води Прилеп. Пред да отворам претрес, ја повикувам председателка на Комисијата за финансирање буџет госпоѓа Ирена Стариевска-Локвенец да го поднесе извештајот по однос на оваа точка. Комисијата за финансирање и буџет ја разгледа предлог одлуката за кофинансирање на проект за изградба на таложник на колекторски систем во пречистителната станица во Прилеп. На комисијата беше присутна и раководителката на одделението ЛЕР и го образложи овој проект и сметаме дека е навистина во интерес на град Прилеп да го обезбедиме ова кофинансирање за овој проект и предлагаме денес Советот да ја усвои предлог одлука. Ви благодарам за извештајот. Отварам претрес. Дали некој се јавува за збор по однос на оваа точка? Бидејќи никој не се јавува за збор, ги молам членовите на Советот да се изјаснат. Кој е за усвојување на одлука за кофинансирање на проект за изградба на таложник на колекторски систем во пречистителната станица за отпадни води Прилеп? Констатирам дека одлуката е едногласно усвоена.
Согласно пречистениот дневен ред по точките од 17-та до 29-та точка кои се однесуваат на утврдување на услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на плански опфат и вклопување на бесправни објекти. Пред да отворам претрес, го повикувам председател на Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина, господин Зоран Куловски, да го поднесе извештајот по однос на сите овие точки. Председателю. Комисијата за урбанизам и заштита на животна средина на седницата одржана на 29 и 30.11 ги разгледа и предлог одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на катастарска парцела број 573/2 К Олениште на барање од Блаже Јаковлевски. Предлог одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на катастарска парцела број 504 катастарска општина Варош на барање на Дарко Гокчев. Предлог одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на катастарска парцела број 2873 катастарска општина Прилеп на барање на Ѓорѓи Андријана Миноски. Предлог одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на катастарска парцела број 3655 катастарска општина Варош на барање на Елица Дамеска. Предлог одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на катастарска парцела број 3102 катастарска општина Оревоец на барање на Емил Коруновски. Предлог одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на катастарска парцела број 204 катастарска општина Прилеп на барање на Живко Цветковски. Предлог одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на катастарска парцела број 3165 катастарска општина Варош на барање на Ива Нацевски. Предлог одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на катастарска парцела 2903/3 катастарска општина Оревоец на барање на Ицко Илиовски. Предлог одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на катастарска парцела број 2996 катастарска општина Присад на барање на Јане Стевананџија. Предлог одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на катастарска парцела број 2911 катастарска општина Оревоец на барање на Љубен Тодоровски. Предлог одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на катастарска парцела број 103/3 катастарска општина Никодин на барање на Љупчо Грозданов. Предлог одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на катастарска парцела број 580 катастарска општина Прилеп на барање на Николина Павлова. Предлог одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на катастарска парцела број 876 катастарска општина Варош на барање на Пецо Стојчевски. Предлог одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на катастарска парцела број 3002 катастарска општина Прилеп на барање на Кенеди Цризловски. Предлог одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на катастарска парцела број 3002 катастарска општина Прилеп на барање на Рубинчо Стризловски. Комисијата за урбанизам и заштита на животна средина по однос на точките се изјасни. Едногласно одлучи точката 8 и 10 да бидат повлечени од дневниот ред, а додека преостанатите со 3 гласа за му предлага на Советот да бидат донесени во предложениот текст. Ми благодарам.
Отворам претрес по овие точки, дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, ги молам членовите на Советот да се изјаснат. Кој е за одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко-планска документација на барање од Блаже Јаковлевски? Одлуката е едногласно усвоена. Кој е за одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко-планска документација на барање на Дарко Гокчев? Одлуката е едногласно усвоена. Кој е за одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко-планска документација на барање од Елица Дамеска? Одлуката е едногласно усвоена. Кој е за одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко-планска документација на барање Живко Цветковски? Одлуката е едногласно усвоена. Кој е за одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко-планска документација на барање од Иван Ацевски? Констатирам дека и ова одлука е едногласно усвоена. Кој е за одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко-планска документација на барање од Ицко Илиевски? Одлуката е едногласно усвоена. Кој е за одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на плански опфат на барање на Јана Стевананџија? Констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. Кој е за одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко-планска документација на барање на Љубен Тодоровски? Одлуката е едногласно усвоена. Кој е за одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко-планска документација на барање на Љупчо Грозданов? Одлуката е едногласно усвоена. Кој е за одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко-планска документација на барање на Николина Павлова? Одлуката е едногласно усвоена. Кој е за одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко-планска документација на барање на Пецо Стојчевски? Одлуката е едногласно усвоена. Кој е за одлука за утврдување на исполнети услови за донесување на урбанистичко-планска документација на барање на Кенеди Стризловски? Одлуката е едногласно усвоена. Кој е за одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко-планска документација на барање на Рубинчо Стризловски? Одлуката е едногласно усвоена. По 30-та, 31-та и 32-та точка од дневниот ред. Одлука за утврдување на нацрт детален урбанистички план за четврт 3, блок 3.12, општина Прилеп, плански период 2021-2026 година. Одлука за утврдување на нацрт детален урбанистички план за четврт 4, блок 4.1, блок за детално планирање 4.1.1, општина Прилеп за плански период 2021-2026 година и одлука за донесување на урбанистички план за село Крстец, катастарска општина Крстец, општина Прилеп, плански период 2019-2029 година. Пред да отворам претрес го повикувам претседател на Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина, господин Зоран Јанкуловски, да го поднесе извештајот по однос на овие точки. Повелете, господин Јанкуловски. Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина на истата седница ги разгледа и точките предлог одлука за утврдување нацрт детален урбанистички план за четврт 3, блок 3.12, општина Прилеп, плански период 2021-2026. Предлог одлука за утврдување на нацрт детален урбанистички план за четврт 4, блок 4.1, блок за детално планирање 4.1.1, општина Прилеп, плански период 2021 и 2026 година. Предлог одлука за донесување урбанистички план за село Крстец, КО Крстец, општина Прилеп, плански период 2019-2029 година. Точките беа усвоени со 4 гласа за и на Советот му предлагаме да бидат усвоени во предложениот текст. Благодарам. Отворам претрес по однос на овие точки, дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, ги молам членовите на Советот да се изјаснат. Кој е за усвојување на одлука за утврдување на нацрт детален урбанистички план за четврт 3, блок 3.12, општина Прилеп, плански период 2021-2026 година? Дали некој против? Воздржан?
Констатирам дека со 16 гласови за и 5 гласови воздржан одлуката е усвоена. Кој е за усвоење на одлука за утврдување на нацрт детален урбанистички план за блок за кварт за четврт 4, блок 4.1, блок за детално планирање 4.1.1, општина Прилеп за плански период 2021-2026 година. Дали е некој против? Воздржан? Констатирам дека со 15 гласови за и 6 гласови воздржан одлуката е усвоена. Кој е за усвојување на одлука за донесување на урбанистички план за село Крстец, катастарска општина Крстец, општина Прилеп, плански период 2019-2029 година? Констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. Со оглед на тоа дека ги исцрпивме точките од дневниот ред, констатирам дека седницата е завршена. Ви благодарам за присуството.